се наоѓаме на платформата пред управата за хидрометеоролошки работи, одлични временски услови, како рековме, нели, пролет среде зима. Сите држиме палци некако кога сме дома или кога сме надвор да биде вакво убаво времето, нели, среде зима, но веројатно не посакуваат такви нешта сите оние кои што имаат насади, кои што имаат посадено, нели, работи, некои кои што нели можеби сега да овие пролетни температури да создадат и расцветување на некои од овошките, ама да се надеваме дека нема да биде така. Да, ја спомена и Цица Јована Тасевска е заедно со нас, таа е дежурен синоптичар, беше 24 часа бевте на дежурство и сега пред заминување дома да ни кажете оние информации кои што ни се потребни или би сакале да ги знаеме како гледачи и како граѓани. До кога ќе трае топлиот бран е првото прашање, односно до кога ќе имаме пролет среде зима? Така, добро утро, Кате. Пред се поздрав до гледачите. Значи, топлото време ќе се задржи до крајот на оваа седмица. Ќе бидеме под изразено јужно воздушно струење, ќе дува умерен, повремено засилен јужен ветер, што ќе придонесе температурите да се задржат релативно високи и над просекот за овој период од годината. Мислите до околу 20 степени ќе дојдат или можеби 18 така? Па така, веќе сабота ќе бидат максималните во интервал од 15 до 22 степени. О, до 22. Супер. Можеме и да бањаме во Охридско. Се уште е рано. Така, да. Сега, кога сме веќе овде, нели да прашаме и што ќе се случува во март. Значи, дали после овој бран, веќе од понеделник следната недела, така 2 дена само се од овој месец, најкраткиот месец во годината февруари, а потоа ни доаѓа уште еден долг месец, а тоа е март со 31 ден. Што ќе се случува во март според прогнозите на синоптичарите? Така, значи, од крајот на овој месец, тоест од недела до почетокот на март и првата декада од март, ќе имаме зголемена облачност, времето ќе биде променливо облачно, со повремени врнежи од дожд, кои ќе бидат со слаб до умерен интензитет. Што се однесува до температурите, утринските ќе останат позитивни, дневните ќе бележат благ пад од некои 4 до 5, евентуално 6 степени. Последните анализи и прогнози укажуваат на тоа дека март ќе биде еден променлив месец, што е карактеристично исто за овој период од годината. Така, со повеќе врнежливи периоди, температурите ќе има едно благо заладување, да кажеме, затоа што ќе биде нашето подрачје под влијание на на циклонска активност, но после тој период следи пораст на температурите до крајот на месецот, но не се исклучува и можноста на повремено врнежливи денови во месец март. Не се очекуваат врнежи од снег, за жал? Можеби само на невисоките врвови, на планините во нашата земја. На другите делови не. Значи Скопје повторно не е без снег. Па не би требало, не се исклучува и можноста на продор на постудена воздушна маса, но не би требало да имаме врнеж од снег во градските подрачја. Супер. Јовна, како поминува една ноќ кога си 24 часа овде? Интересно. Пред се, значи пратиме, интересно поминува кога е стабилно времето, попуштено е кога не е стабилно времето, кога имаме грмежи, врнежи, постресно е. Пратиме, вклучени сме тука, пратиме радарски слики, контакт со медиумите, известување до останатите институции. Така. Супер. Тука сте и за сите оние граѓани кои што сакаат да пропатуваат, така, велосипеди, електрични тротинети сега се важни или важна улога имаат, ни се обраќаат, па и тие веројатно се јавуваат да прашаат што како, па и ние како пешаци или како дел, од воопшто се обраќаат дел од животот. Така, секако ние сме достапни, значи синоптичарите сме достапни за било кој има прашање, поврзано дали за да води со велосипед на работа, дали да подготвува некој убав настан, матурска забава, венчавки, веридби, така следи сезона на тоа. Тука сме да излеземе во пресред колку што можеме за деновите кои ги интересира, какво ќе биде времето, како ќе се задржи и слично. Супер, значи до прва половина до првите денови од март планирате се што ќе планирате, потоа малце дожд. Така некако е, Јована? Добро, па така некако до средината на март ќе има. После првата половина на март следи постепен пораст на температурите и
помалку врнежливи денови. Значи првиот дел од март ќе биде Така. врнежлив. Да, првиот дел од март. Супер, ти благодарам на ова утринско вклучување и мислам дека ова беа важни информации за сите гледачи кои што нели ова утро се будат заедно со утринска на Телма, а сега е ред да се отспиеш, така некако. Така некако за мене заврши дежурството и смената. Благодарам Јована уште еднаш. Убав ден им посакувам на сите гледачи на утринска на Телма во ова второ линковско вклучување и убаво ни кажа од управата за хидрометеоролошки работи до недела ќе уживаме во пролет среде зима. Од понеделник веќе благо опаѓање на температурите, потоа дожд во првите денови од март, но нема да има некои големи температурни опаѓања, нема да има ни големи нели под нулата температури, веќе втората половина од март повторно убаво време.